Денеска го одбележуваме почетокот на проектот кој се однесува на зајакнувањето на капацитетите на судско-медиумски особи за пошироката јавност, само да... Добро, ај уште. Не. Океј, не е проблем. Чекај. Значи, добро, денеска го означуваме почетокот на проектот кој се однесува на зајакнување на капацитетите на судско-медиумски особи за пошироката јавност. Само сакам да нагласам дека судско-медиумски особи бележи 1 година функционирање, а се формираше за цел да се постигне подобра соработка помеѓу медиумите и судството. Сметам дека овој проект ќе придонесе за понатамошен развој на судско-медиумскиот совет, кој треба да представува мост на поврзување на граѓаните и судската власт. Во рамките на проектот се предвидени повеќе активности кои ќе бидат изложени на денешната презентација и сметам дека тие ќе придонесат за понатамошно зајакнување на нашата соработка со медиумите. Дали ги следите случувањата со судиите како здружение, со судиите во Врховниот суд, нели двајца се веќе разрешени, дали има застој на работата, какви кривични совети има ли формирано и се работи ли таму? Добро, здружението по цело време ги следи активностите кои се однесуваат на статусните прашања на судиите, меѓу кои и иницијативите за дисциплинска одговорност, понекогаш и постапки кои завршуваат со разрешување. Свесни сме за некои случувања кои се случуваат во последниот период. Вие рековте и во право сте, да, тоа се одразува на капацитетите на Врховниот суд. Пред некој ден мислам дека имаше и еден председател од изјава каде што нагласи дека тоа се одразува. Председателот се обиде да направи, односно направи некакви совети во однос на Врховниот суд. Се разбира дека во тек се консултации дополнителни, активностите на судскиот совет се во тек во однос на нови именувања во Врховен суд и се надеваме дека ќе се комплетираат тие капацитети. Дали после преземањето на предметите од страната на СЈ, од страна на редовното обвинителство, начелното мислење што го донесе Врховниот суд падна во вода? Напротив, начелното мислење на Врховниот суд беше водилка на целите настани. Јас се во една прилика на една интервју на една телевизија нагласив дека начелното мислење значи почнување на процесот на разрешување на целиот процес на околу функционирањето на СЈ. Значи, фактички начелното мислење тогаш упати на фактот дека сите работи кои се одвиваат после 18 месеци треба да преминат во редовното обвинителство. Во овој момент имаме еден чекор понапред. Значи се случија сите досегашни активности да преминат во рамките на редовното обвинителство. Значи тоа не е декласирано, туку е во насока на сите активности кои се случуваат. Ама не важно. Добро, таа е во правна сила, значи не е одповикана. Останува како актерите, односно судовите и обвинителството кои учествуваат, како ќе ја применат, односно во кој момент ќе исполнат тестот. Може ли да биде закажана нова седница со ново начелно мислење кое што практично ќе го замени или субституира постојното, а да биде поразлично од тоа што е досега утврдено? Да, тоа е можно. Значи измените од членот 6 од измените последниот закон за судовите го дава тоа право, го шири спектарот на иницијатори на правни мислења пред Врховен суд. До сега, по мои сознанија, немаме такви иницијативи. Можно да се случи да има такви иницијативи, веројатно овие председател ќе си го постави тоа на дневен ред. Благодарам. Како коментирате одлуката на Уставниот суд во однос на судиката Кацарска? Значи, денеска падна во рамките на нашиот колектив во Врховен суд Тојмовет. Јас навистина ја немам прочитана таа одлука, но сепак тоа има действие во однос на правниот порядок и треба да се анализира кои се последиците од таа одлука. Благодариме. Следеći. Ajde.